минути за урбани вести, добре дојдовте. Градот Скопје ја разгледува можноста за воведување забрана за автомобили на матка. Ова е веста на денот, во продолжение ги гледаме и останатите наслови за денеска. Останете со нас. Паркирај совесно. Кампања за поголема безбедност во сообраќајот. Повторно високо загаден воздухот во Скопје. Град Скопје ја разгледува можноста за воведување забрана за автомобили на матка. Во општина Ѓорче Петров во 2019 година ќе се реализираат капитални инвестиции. Најдено место за дислокација на Центарот за зависници, но се врши проценка дали местото ќе задоволува условите. На учениците од трета година, како потенцијални идни активни учесници во сообраќајот, денеска им беше представен едукативниот проект Паркирај совесно. Предвидено е овој проект да се реализира во 3 фази со време траење од 4 месеци. Преку проектот ќе се работи на подигнување на свеста и културата за одговорно паркирање, како и одговорноста за почитување на сообраќајните правила. Едуцирање на учениците од трета година во средните училишта во Скопје како најмлади идни активни учесници во сообраќајот за правилно и прописно паркирање, развивање на сообраќајна култура и свест за безбедно однесување во сообраќајот, како и стекнување на основни предзнаења за сообраќајот, се целите на едукативниот проект за безбедност во сообраќајот Паркирај совесно, што беше промовиран денеска од страна на Министерството за внатрешни работи, град Скопје, општина Центар, како и јавните предпријатија паркинзи на општина Центар и градски паркинг. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека со цел да бидат поагилни во делот на превенцијата, полицијата во изминатата година драстично ги интензивирала активностите во делот на надлежностите, во однос на откривање и санкционирање на сообраќајните прекршоци. Министерот додаде дека во текот на минатата 2018 година на подрачјето на градот Скопје беа откриени над 26.000 прекршоци по основа на непрописно паркирање. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов наведе дека подолг временски период градот се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места и статистиките покажуваат дека во Скопје има 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Веќе подолг временски период градот Скопје се соочува со сериозен недостаток на обележани паркинг места. Статистиките покажуваат дека во Скопје имаме 9 до 10 возила на едно обележано паркинг место. Со оглед на тоа, исто како и проблемот кој што е со аерозагадувањето, овој проблем не може да добие моментално или инстант решение, имајќи го предвид дефицитот на обележани места, и е предмет и на анализа и на една посериозна обработка, а паралелно значи проекти на град Скопје во соработка со соодветните општини, а паралелно со ова ние како град во текот на изминатата година се обидуваме да го дестимулираме автомобилскиот сообраќај со уведување на малку поатрактивни содржини и изголемување на можностите кај граѓаните на градот за алтернативен вид на јавен транспорт со цел да ја имаме одржлива урбана мобилност во градот Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека заедно со МВР сметаа дека градот Скопје треба да воведе комунална полиција во целост да може да одговорат на обврските. Мерните станици повторно покажуваа висока загаденост на воздухот во главниот град. Ноќеска се забележани концентрации на PM10 честички од приближно 400 микрограми на метар кубен. Според податоците од мерните станици, најзагадено беше во Центар, достигнувајќи до 398 микрограми. Синоќа во Скопје мерните станици повторно покажуваа висока загаденост. Ноќеска се забележани концентрации од PM10 честичките од приближно 400 микрограми. Во Центар во текот на ноќта од 22 часот концентрациите биле над 300, достигнувајќи до 398 во 22 часот и 356 во 23 часот. Потоа почнуваа да опаѓаат, а утрото се измерени 51 микрограми. Високи концентрации
концентрации со над 300 микрограми во текот на ноќта се забележани и на мерната станица кај ректоратот од над 200 микрограми во 16 часот, додека во 23 часот достигнале 375 микрограми на метар кубен, а утринското мерење покажува 81 микрограм. На мерната станица Бутел највисоката концентрација е 233 микрограми, а утринското мерење покажува 71 микрограми на метар кубен. За да се активираат мерките во Скопје, треба да се регистрирани во 2 последователни денови среднодневни концентрации над 188 микрограми на 2 мерни места. Вчера, среднодневните концентрации во Скопје се движеле од 152 во Центар, 170 во Карпош, кај ректоратот 191, Миладиновци 156 и во Бутел 125. Денеска, среднодневните концентрации во Скопје се движат од 193 микрограми, Карпош 127, кај ректоратот 211, Миладиновци 130, Бутел 125 микрограми. Меѓу мерките што се препорачуваат кога ќе се надмине прагот на алармирање се ослободување од работни обврски на бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прилежан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар, како и организирање на работното време на отворено од 11 до 17 часот. Град Скопје ја разгледува можноста за воведување забрана за автомобили на туристичко-рекреативниот центар Матка. Целта на оваа забрана е намалување на сообраќајниот метеж кој се создава како резултат на големиот број посетители кои до кањонот Матка доаѓаат со автомобили, а идејата градоначалникот Петре Шилегов ја објави на брифинг со новинарите. Градот Скопје од буџетот за 2019 година издвои 3,4 милиони динари во рамки на програмата за туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во македонската метропола, од кои најмногу средства ќе бидат наменети за ревитализација и развој на рекреативниот центар Матка, а најмногу за уредување на пештирата Убава. Како што информираат од град Скопје, овој проект е започнат пред 1 година, но поради тешката пристапност до пештирата, истиот се уште трае. Целосно финиширање на активностите во пештирата Убава се очекува во мај 2019 година. Гардијан во 2016 година го вброи кањонот Матка меѓу 10 најубави кањони во Европа, кои се лесно достапни за авантуристите и нудат уживање во фантастичниот пејзаж, а се карактеризираат и со добри патеки за шетање. Со цел овозможување непречен пристап до пештирите, градот Скопје најавува и санација на постоечката патека од пештирата Врело до пештирата Убава. Предвидени се и 600.000 динари за санација на постоечката патека од манастирот Свети Андреа до Високрит, спроти пештирата Врело во должина од 3,8 километри. Санацијата, како што велат од градот, ќе се состои од кастрење на грмушките, растенијата и гранките, кои го попречуваат слободното движење по неа и обнова на урбаната опрема. Покрај пештирите, Матка ја прават интересна и привлечна за посетители и големиот број цркви и манастири, кои верниците ги посетуваат најчесто за време на празниците. Дотаму, најчесто се пристигнува со автомобил или со организиран превоз, но тоа според најавите на градот Скопје, наскоро ќе се промени. Имено, првиот човек на град Скопје, Петре Шилегов, неодамна на брифинг со новинарите, најави воведување забрана за моторни возила до рекреативниот центар Матка. Според првичните и се уште неофицијални информации, забраната ќе се однесува како за автомобилите, така и за автобусите, а ќе важи во текот на целата година. Од град Скопје велат дека слично како и во случајот со сообраќајниот метеж и паркирањето на средноводно, станува збор за комплексна проблематика и се работи на изнаоѓање на модел кој ќе одговара на сите. Главна цел на било кое идно решение е да се создаде ред во деновите на голема фреквентност кога се создава сообраќаен метеж, а ова најчесто се случува за време на викендите и празниците во топлите месеци од годината, стои во одговорот кој го добивме од градските власти.
Во 2019 година во општина Ѓорче Петров ќе се реализираат повеќе капитални проекти. Како што соопштија од општината, советниците донеле одлука за регулирање на речното корито на реката Лепенец, изградба на училишна спортска сала, изградба на затворен базен, како и за модернизација на јавното осветлување во општината. Советот на општина Ѓорче Петров даде зелено светло за отпочнување капитални проекти кои се од суштинско значење за жителите на Ѓорче Петров. Како што соопшти од општината, предвидено е годинава да се отпочне со реализација на проектот за регулација и уредување на речното корито на реката Лепенец. Министерството за образование веќе обезбеди средства за изградба на училишна спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски во Волково. За прв пат општината ќе добие и затворен училишен базен. Агенцијата за млади и спорт комплетно ќе го изгради базенот, а земјиштето во дворот на основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски ќе го обезбеди општината. Од општината соопштија дека советниците донеле одлука и за физибилити студија за воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство, со што ќе започне проектот за модернизација на јавното осветлување со поставување LED светилки. Ке се најдели конечно соодветно место за дислокација на Центарот за превенција и третман на зависници од дроги. На ова прашање одговор побаравме од општина Кисела Вода, а оттаму велат дека најдени се соодветни места, но се врши проценка дали местата ги задоволуваат условите за постоење на установата за таква намена. Центарот за зависници во општина Кисела Вода представува вистински страв за жителите кои живеат во тој дел на општината. Тие се изјаснија дека на таа институција не е таму местото и побараа да се дислоцира на соодветно место. Како што велат тие, животот околу болницата станува неподнослив. Децата со страв ги пуштаат во училиште. Последните неколку месеци 4 деца биле повредени со употребени игли, бидејќи како што велат биле расфрлани насекаде. Жителите велат дека немаат против луѓето кои се лечат, но тоа да се прави на друго место. Исто така се жалат и на честите кражби во куќите и дворовите, а шприцевите ги наоѓале во подрумите и гаражите. За решавање на овој проблем, жителите на Кисела Вода претходно реагирале и до општината и до Министерството за здравство, но не наидоа на слух за нивниот проблем, па излегоа и неколку пати на протест. Тогаш им беше ветено дека надлежните ќе најдат решение и дека ќе го дислоцираат центарот. На тогашниот протест се појави и градоначалникот на општината Филип Темелковски, кој им даде ветување на жителите дека за 3 месеци ќе се изврши дислокација на центарот, не сакајќи да прецизира каде ќе биде преместен, бидејќи, како што рече, тоа е работа на Министерството за здравство. Од тогашното ветување на надлежните поминаа 2 месеца, но навидум уште нема конкретно решение на проблемот. Од општина Кисела Вода за Прва Скопска информираа дека Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи и општина Кисела Вода активно делуваат на проблематиката која произлегува од Центарот за превенција и третман на зависници од дроги и насочени се кон пронаоѓање на најсоодветно решение, како за пациентите, така и за општината и населението. Најдени се соодветни места за дислокација на центарот. За истите се врши процена дали ги задоволуваат условите за постоење на установа со таква намена, во однос на урбанистичка и административна условеност. Земајќи ги во предвид досегашните заклучоци кои произлегуваат од анализите за потребните активности кои треба да се завршат, за да се спроведе во целост дислокацијата на центарот, остануваме во правец на досегашниот даден рок од жителите директно засегнати за дислокација на центарот, соопштија од општината. Во Институтот за јавно здравје се пристигнати 19 примероци за лабораториски испитувања, од кои 12 се позитивни на грип. 10 лица се со пандемски грип А H1N1, а 2 лица до А H3N2, информираат од Министерството за здравство. Намален е бројот на лица заболени од сезонски грип во однос на истиот период минатата година, информираат од Министерството за здравство.
Имено минатата недела биле регистрирани вкупно 535 лица со грип, а оваа недела се регистрирани 20% повеќе, или 643 ново заболени со грип и заболувања слични на грип. Во Институтот за јавно здравје се пристигнати 19 примероци за лабораториски испитувања, од кои 12 се позитивни на грип. Станува збор за 10 лица со тип А, H1N1, односно пантенски грип, и 2 со А, H3H2 грип, соопштија од Министерството за здравство. Нагласија дека вакцината против грип штити од двата типа вируси и таа се уште е достапна во центрите за јавно здравје во Македонија. Во споредба со другите години, оваа сезона се одликува со побавен старт на грипот, иако очекуваме зголемување на бројот на случаи. Високиот процент на позитивни резултати укажува дека сепак вирусот на грип е присутен и циркулира во земјава, но реално нема место за вознемиреност кај населението, истакна доктор Владимир Микиќ од Институтот за јавно здравје. Препорача заболените од грип да останат дома и да примат терапија исклучиво по препорака на лекар и самостојно да не земаат антибиотици. Министерството за здравство соопшти дека има доволно количини од лекот Тамифлу со кој се третираат заболените и има доволно капацитети за хоспитализирање на лицата со евентуални компликации од грипот. Расте општествената одговорност кај компаниите во Скопје. Една од нив е компанијата Здравје Радово, која пред новогодишните празници на учениците во општина Бутел им донираше детски јакни, како и прехранбени производи на социјално загрозените семејства. За таа цел, градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски, на представници од компанијата им додели благодарници. Општествено одговорните компании стануваат се побројни во изминатиот период. Според статистиката, во изминатите 11 години, 180 македонски предпријатија пријавиле 580 општествено одговорни практики, со кои ја покажале својата посветеност кон подобрување на нивното влијание врз општеството и животната средина. Деловната заедница во Македонија станува комплетно свесна дека секоја водечка компанија треба да биде општествено одговорна. Една од општествено одговорните компании е компанијата Здравје Радово, која во општина Бутел пред новогодишните празници направи донација на 300 детски јакни, пакети со прехранбени производи за семејства од социјално ранливата категорија и пакети со јогурчиња за сите ученици во основните училишта на територија на општина Бутел. По тој повод, градоначалникот на општина Бутел, Велимир Смилевски, оствари средба со представници од компанијата, а на средбата градоначалникот им додели благодарници на представниците од Здравје Радово за предновогодишната донација и несебичниот ангажман за реализирање на истата. Воедно сум благодарен на ваквите донации, се надевам во наредната година ќе имаме повеќе можности да устрекиме повеќе фамилии. Градоначалникот Смилевски ја истакна важноста на општествената одговорност на бизнис секторот во поглед на хуманоста кон социјално ранливите категории на семејства и изрази надеж дека и во иднина ќе продолжат заедничките соработки од ваков карактер. Автобуската постојка, така наречена печурка, на стојалиштето Мал одмор во Карпош денеска беше одстранета од страна на екипите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Како што соопштија денеска од ЈСП, по расчистувањето на теренот на истото место ќе биде поставена нова автобуска постојка со урбана опрема од новиот тип. Од ЈСП додаваа дека сите постојки кои се од застарен тип ќе бидат модернизирани. Екипите на ЈСП Скопје денеска ја отстранија старата урбана опрема, автобуската постојка, така наречена печурка од стојалиштето Мал одмор во Карпош према центар. Како што соопшти од ЈСП, по целосно расчистување на теренот од јавното предпријатие улици и патишта и паркови и зеленило, треба и инфраструктурно и хортикултурно да го уредат просторот, пошто на расчистената локација ќе се постави автобуска постојка, урбана опрема од новиот тип. Од ЈСП додаваат дека денешното отстранување на старата автобуска постојка е почеток на активностите на ЈСП Скопје за уредување на неколкуте автобуски постојки во тој реон со автобуски постојки од новиот тип, кои во изминативе години не биле модернизирани и покрај акцијата за поставување нова урбана опрема.
Генерално сите постојки во реонот кои се од застарен тип останале такви поради неможноста за нивно модернизирање, поради околните времени објекти, за кои општина Карпош и собствениците привршуваат со регулирање на имотно-правните односи. Во оној момент кога ќе се создадат инфраструктурни услови, ЈСП Скопје ќе постави автобуски постојки, урбана опрема од новиот тип на сите постојки каде е неопходна. Со реализација на планираното, автобуските постојки конечно ќе добијат достоен лик и инфраструктура. Корисниците на јавниот превоз одветно место за чекање автобус, а ЈСП Скопје ќе го реши долгогодишниот проблем за кој реагираа корисниците на јавниот превоз, информираат од ЈСП Скопје. За 1 до 2 недели ќе започне менувањето на официјалните државни табли со новото уставно име на Македонија. Од владата соопштија дека таблите ќе бидат сменети на надлежните министерства, државни органи и институции, јавни предпријатија и акционерските друштва. Владата објави дека за 1 до 2 недели ќе започне менувањето на официјалните државни табли со новото уставно име на Македонија. Со одлуките поврзани со имплементацијата на одредбите од Преспанскиот договор се предвидува сет од мерки и активности што треба да ги превземе владата на Република Македонија, како и сите други органи на државната управа и сите државни институции, а кои произлегуваат од усвоените амандмани на Уставот на Република Македонија и кои ќе стапат на сила 7 дена по влегувањето во сила, односно веднаш после ратификацијата на протоколот за пристапување на нашата земја во НАТО од страна на Република Грција и кои ја регулираат употребата на новото уставно име согласно амандманите. Согласно овие заклучоци, надлежните министерства, државните органи и институции, јавните предпријатија и акционерските друштва во собственост на државата во предвидениот рок по стапувањето на сила на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија ќе треба да извршат промена на таблите на граничните премини и државната граница на нашата земја, на дипломатско-конзуларните представништва, како и на влезовите на институциите, гласи соопштението на владата. Истовремено и службите за односи со јавност на државните институции ќе добијат упатства како да комуницираат со медиумите. Препораки ќе добијат и општините. Денеска во Македонија имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Во Скопје слично време со повремени слаби врнежи од дожд и со кратки сончеви периоди. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со локални слаби врнежи. В петок и за време на викендот се очекува стабилно време со пораст на температурите, особено на повисоките места и на планините, што ќе предизвика топење на снежната покривка. По котлините ќе има услови за појава на магла и ниска облачност. Денеска имавме температура од 4 степени, а за утре ќе се искачи до 5 степен. В петок температурата ќе се движи од 1 до 7, сабота од 4 до 10 и в недела од 6 до 13 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.